Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете денеска да го образложам законот кој што ќе го поднесеме во собранието за подршка на лозарите во врска со откупот на грозјето, именно после повеќето средби кои што ги имав изминатиот период и во Скопје и во Кавадарци и Неготино, се наметна потребата да предложим измена на законот за вино со кој лозарите ќе добијат дополнителна сума на пари, субвенција по килограм произведено грозје. Иако владата се пофали дека откупната цена на грозјето е зголемена за половина денар, тоа не е никако образложено и е само зголемување на основната цена кога се споредува со лани без никаква дополнителна субвенција. Именно заклучно со 2023 година на основната цена откупна за грозјето, лозарите секогаш добивале по денар, 2, 3, некогаш до 5 денари субвенција по килограм грозје. Дополнително на тоа, од минатата година постои закон, кој што владата оваа година не го испочитува, а во тој закон е точно наведено дека во јули месец владата согласно методологија ја одредува производната цена на грозјето, значи прави калкулација на сите трошоци, работна рака, материјал, средства за прскање, трошоци за наводнување и од таа објавена цена, која што јавно оваа година не ја видовме, винарите имаат обврска да додадат дополнителни 25% и тоа да биде откупната цена на грозјето. За жал, ниту владата се водела по методологијата за одредување на производната цена на грозјето, ниту пак дала соодветна откупна цена, ниту пак ги зела предвид сите зголемени цени на трошоците при производство на грозјето оваа година кога се споредува со минатата година. Дополнително, постои одредба во законот, која што винарите ја користат, а тоа е да доколку продавачите, лозарите при продавање на грозјето сакаат да веднаш ги наплатат парите, а не да чекаат до април следната 2026 година, тогаш треба да прифатат дополнителни 8% попуст. Значи, доведени се во една незавидна положба, значајно се зголемени трошоците за производство на грозјето годинава, кога се споредува со лани работната рака зголемена од 1400 на 1900 денари за еден работен ден, зголемена цена на материјалите за прскање, зголемена цена на водата и никако не субвенционирана оваа цена, само основната цена зголемена за пола денар практично не е ништо. Кога се споредува со цената од 23 година, кога лозарите на основната цена имале дополнителна субвенција од 2 денари, излегува дека оваа година, споредено со 23-24 година, практично откупната цена на килограм грозје е намалена за 1,5 денар. И во таа смисла предлагаме измена на законот за вино, во кој што бараме и се надевам дека владата ќе има слух и ќе излезе во пресред, дополнителни 3 денари по килограм предадено грозје за сите лозари кои ќе предадат грозјето кај регистрираните винари во периодот од 1 август до 30 ноември 25 година. Понатаму подршката да важи и за оние лозари кои не биле корисници на финансиска подршка согласно програмата за финансиска подршка во земјоделството до 24 година, а во интервентниот фонд за земјоделство има пари оваа мерка да се реализира. И уште еден предлог во измената на законот, укинување на одредбата од постоечкиот закон кој што дозволува 8% намалување на откупната цена доколку лозарите сакаат побрза наплата на грозјето и на тој начин се става крај за да на некој начин се манипулира на грбот на лозарите од една гранка од која што во државата живеат над 11.000 семејства, навистина тешка, физички захтевна гранка. Сметам дека владата треба да излезе во пресрет и да ги поддржи овие измени во законот за вино. Благодарам.